Почитувани гледачи, се враќаме назад во отворено студио 1 во овој стандарден термин резервиран за колегата Дејан Андоновиќ и анализа на вестите од регионот и светот. Пред да преминеме на разговорот, јас предлагам да го погледнеме прилогот на колешката Тијана кој што се однесува за пожарот во Нотр-Дам. По векови војни и револуции, катедралата Нотр-Дам во Париз падна како жртва на реновирањето. 400 пожарникари околу 9 часа неуморно се бореа со огнената стихија, успеа да спасат поголем дел од структурата, религиозни реликвии и непроценливи уметнички дела. Сепак за време на инцидентот попушти дрвената граѓа под покривот и се урна главното копје. Врз основа на нивната прелиминарна истрага, обвинителите веруваат дека пожарот почнал случајно, се проширил од таванот и брзо преминал на голем дел од структурата. Полицијата ги испитува градежните работници, а како најголем фактор се наведува реновирањето. Председателот Емануел Макрон го откажа очекувањето обраќање во врска со кризата околу жолтите елеци и итно пристигна на местото на катастрофата. Зборувајќи од местото на несреќата порача: ќе изградиме повторно Нотр-Дам и најави дека ќе почне кампања за собирање донации за реставрација на катедралата. Оваа катедрала ќе изградиме заедно и без сомнеш таа е дел од француската судбина и се посветувам на ова. Ќе побараме помош од најталентираните луѓе надвор од нашата земја и повторно ќе го изградиме Нотр-Дам, затоа што тоа го очекува францускиот народ и затоа што тоа го заслужува францускиот народ, затоа што тоа е нашата судбина. Пожарот која зафати катедралата предизвика реакции низ целиот свет. Германската канцеларка Ангела Меркел ја нарече символ на француска и европска култура. Ватикан изрази жалење, а порака по Твитер председател Барак Обама кој напиша: "Во нашата природа е да тагуваме кога ќе видиме загуба на историја, но во нашата природа е и да изградиме повторно за утре најцврсто што можеме." Во срцето на Париз, илјадници луѓе се собраа околу катедралата и наблюдуваа, дел во тишина, дел пееа химни и искажуваа молитви. Неколку цркви во Париз задзвонеа со своите камбани, како одговор на најголемиот удар зададен на дел од историјата. Пожарот во Нотр-Дам и денеска е број 1 вест во светот. Дејан, добро дојде во отворено студио 1. Како што видовме во прилогот, 850 години успеа да издржи Нотр-Дам, но него преживеа овој пожар. Новата технологија, да, Нотр-Дам е еден од символите нели на Париз покрај Ефеловата кула, 850 години стара, доста позната, една од опишана во едно од најголемите дела на светската книжевност во Народна Богородичната црква, и сето тоа кој ќе се земе во предвид, синоќа за само 5-6 часа отиде еден дел од таа импозантна градба. Денеска успеавме да видиме што остана од Нотр-Дам и за среќа според извештаите од таму црквата го зачувала оној главниот костур и главните две крила, но едното крило и она можеби најжалосно што изгледаше синоќа за време на обяснењето на пожар и паѓањето, да, онаа кула која беше предпознатлива за таа црква, но сепак на некој начин среќамо несреќа е што остана тој костур внатре, но изненади тој пожар пред се поради на некој начин тешко справувањето на пожарникарите со огнот. 9 часа ми се чини во прилогот рече колешката дека траело гаснењето. Денеска излегоа и деталите од истрагата. Истрагата вели дека се работи за несреќен случај, значи не е подметнат. Таму имаше реконструкција на кровниот покрив, па веројатно од таму и дојде пожарот. Според полицијата и според истражителите во Франција направен е разговор со работниците кои работеле на санацијата на кровната конструкција и установено е дека се работи за несреќен случај, а не за некаков терористички напад, каков што во почеток теоријата на заговор го диктираше. Кога видовме дека гори нешто во Париз, прво сите помислевме дека можеби се работи за некој терористички напад. Тоа е што се однесува до истрагата, нема жртви за среќа, се успеа да се зачува таа црква. Оно што мене лично ми изненади
односно не ме изненади, него само ми потврди дека француското општество стана сплотено веднаш околу тој, би рекол, символ на Франција, но и символ на светот. Веднаш излегува политичарите, излезе францускиот председател Макрон, изјави дека целото француско општество уште од овој миг ќе почне да работи на санирањето на црквата, бидејќи мора да се знае дека таква црква и санацијата ќе трае многу години. Се работи за црква која треба да се санира, да се заменат тие материјали кои се автентични од пред 850 години, нема да може да се најдат тие материјали. Апсолутно. Како што самите рекоа, да. Како што изгледаше пред Добро, едни од 2/3 ќе изгледаат, 1/3 нема, што е среќа во несреќа. Од друга страна, мене што ме изненади и што ме воодушеви на некој начин е веднаш мобилизацијата на милионерите и милиардерите од Франција кои веднаш донираат средства. Онаа последна информација е дека бизнисменот Пинаут, кој е собственикот на Рем, фудбалскиот клуб. Точно, и сопруг на Селма Хаек, холивудската актерка, донирал 100 милиони евра, што само укажува дека Франција и како има и капацитет и патриотизам да санира некои работи кои испадна како што испадна. Тоа е што се однесува до позитивниот дел. Сега негативниот дел секогаш е пропратен, а тоа е дека имаше информации дека на некои исламски групи кои ликуваа буквално поради пожарот во Нотр-Дам, велејќи дека ова е Божја казна на христијаните и католиците кои прават пустош по целиот свет, што не беше воопшто убаво пред се по интернет порталите, но некако премногу работи се случија да бидат случајност и веста која утринава пак дојде како една аналогија на Богородичната црква Нотр-Дам, а тоа е дека изби и пожар во џамијата Ал-Акса, светата, најсветата џамија на муслиманите на Ерусалим. На среќа тој пожар таму не направи ништо, не направи голема штета, но сепак се случи пожар што само укажува дека случајноста понекогаш може да биде и проблематична, бидејќи ако вчера изгоре еден познат христијански храм, друг муслимански храм, некако теоретичарите на заговор ќе имаат у наредниот период доста материјал да на некој начин зборат на оваа тема. Оно што исто така беше интересно како информација е познатиот Шарли Ебдо, весник, сатиричен весник, излезе со карикатури, исмевајќи го на некој начин Макрон. Сликата беше над главата на францускиот председател како гори катедралата Нотр-Дам, критикувајќи го дека Франција не успела навремено да се справи со пожарникарите. И оно што заборев да го кажам од почеток е нашата дилема на сите, веројатно и французи, па и ние овде каде го следевме сето тоа, зошто не беше брзо изгасен пожарот, е пристапноста во околу Нотр-Дам и онаа приказна дека тие ер трактори кои требале одгоре да прскаат вода за да се изгасне хеликоптерите, било проценето дека под тежината на тонажата на водата може дополнително да се уништи целата конструкција. Затоа мислам дека на Твитер и Доналд Трамп имаше напишано да не се користи тој вид на... Сите бевме паметни вчера во целиот свет, но веројатно пожарникарите знаеа што и како и они успеа да го стават под контрола. Самите рекоа дека тие греди внатре стари 850 години биле тешки за пристап, бидејќи каде и да застанеш таа ќе пропадне. Така да ќе видиме како ќе биде. Нотр-Дам на некој начин стана нов синоним за сплотување на француското општество, па теоретичарите на заговорот веќе излегува со коментар дека можеби е намерно подметнат пожарот со цел да се дефокусира јавноста, француската јавност и Макрон да куртули од жолти телеци кои му се закануваат целосно да го урнат од власт. Се разбира, тоа се само нивни шпекулации и пишувања. Ќе оставиме да видиме за колку време и колку брзо Нотр-Дам ќе се врати во онаа, да кажеме, нормална фаза. Имавме подготвени уште две прашања, меѓутоа времето повеќе не ни дозволува да ги обработиме овие. Вестите од светот се секојдневни, имаме секој ден термин, така да сите најактуелни работи можеме секој навремено да ги посветивме и онака на најбитната вест во светот во текот на вчерашниот и денешниот ден. Почитувани гледачи, ние тука се одјавуваме од вториот блок во отворено студио 1. Останете со програмата на 1 ТВ. Следуваат вестите со колегата Александар Петрески.